Почитувани гледачи, добра вечер. Среда е 19 часот и 15 минути, веќе е познат терминот емисијата Трета порта, политички магазин кој ги следи најинтересните случувања на светот на интернетот и на социјалните мрежи. Во ова издание ќе се фокусираме на неколку теми. Ќе ги видиме анализите по НАТО самитот во Кардиф, на кој Македонија повторно не доби покана за членство, се повторија речиси истите препораки од минатиот самит, значи се бара од Македонија да го реши проблемот со името, па потоа да влезе во алијансата. Ќе ги видиме пораките по денот на независноста 8 септември, а исто така ќе видиме и реакции по поставувањето на нови споменици во центарот на Скопје, а особено контроверзите околу едниот лик од овие споменици. Емисијата ја почнуваме со колумна на Дарко Јаневски, главниот и одговорен уредник на Дневник, кој зборува за НАТО алијансата повод одржаниот НАТО самит. Дарко Јаневски во колумната вели: Американскиот комунизам и непријателската пропаганда во Македонија. Тука Јаневски критички се осврнува на пораките на американскиот претседател Барак Обама дека НАТО прима членки според критериуми, но и подолу во колумната потоа додава дека во Македонија делува колона која е финансирана од УСАИД и која е непријателска за земјата. Јаневски тоа го зборува на негому познат саркастичен и ироничен начин. Во поентата на колумната Јаневски порачува: ние мора да го реафирмираме принципот кој секогаш бил водечки за нашиот сојуз, а тоа е дека вратите на НАТО остануваат отворени за земите кои ги исполнуваат стандардите и кои може да дадат значаен придонес за заедничката безбедност, рече претседателот на САД Барак Обама во својот говор во Талин пред илјадници млади естонци кои бурно му ракоплескале. Значи вратите на НАТО остануваат отворени за тие што ги исполнуваат стандардите за алијансата. Дали е тоа точно? Не, затоа што според нашето искуство вратите на НАТО секогаш може да ви ги затвори наспроти стандардите и придонесот за заедничката безбедност, кои очигледно во вакви ситуации имаат второстепено значење. Секоја членка на која нема да и се допаѓа вашето право на самоопределување. Што приближно значи дека за НАТО стандардите и не се толку битни. Тие може да бидат ветер и магла. Дали е тогаш убаво кога претседателот на најмокната држава на светот не ја говори вистината пред некои деца таму во Естонија? И патем, едно прашање: како во Македонија се нарекува човек што не ја говори вистината? Тоа е пораката на Јаневски. И сега ќе видиме дел од коментарите под неговата колумна, значи ќе одиме според правилата на коментари на Трета порта, кои се секогаш во таа насока дека се објавуваат оние кои не се согласуваат со авторот или се објавуваат коментари кои имаат различно мислење. Па така еден вели вака: ако според вас, американците, Сорос и не знам кој друг плаќа некого да се занимава само со Дневник, тогаш според истиот аршин, значи некој вас ве плаќа да се занимавате само со опозицијата во Македонија или како во стариот комунистички систем на дворешните непријатели. Еве друг вели: браво Дарко, никој не успеа освен тебе да го раскринка Обама. Сега треба некој да го тужи за душевна болка. Баш би сакал и него да го видам со свиткана кичма пред судот. Тоа се коментарите на читателите кои алудираат на политичката состојба и на другите актуелни политички случувања. Емисијата ја продолжуваме со коментар на Арсим Зеколи, аналитичарот, кој е објавен на неговиот Facebook профил, но потоа е превземен од повеќе медиуми и кој се однесува на НАТО самитот. Имено Зеколи вели дека овој пат во заклучоците не биле толку општи и генерални, туку биле насочени, особено во нив имало одредени препораки за земјата кои се прилично остри и критички. Па така Зеколи вели: Машала трет предуслов. Тоа е неговиот наслов, а поентата е следна. За разлика од Чикаго,
заклучоците со генерална забелешка за континуирана поддршка за тековните реформи во БРМ и охрабрување на континуирана имплементација, заклучоците од ВЕЛС стануваат многу попрецизни и без простор за манипулација. Имено 28 земји членки посочуваат дека охрабруваат и поддржуваат континуирана реформа во земјата, особено со осврт кон обезбедување ефективен демократски диалог, слобода на медиумите, независност на судството и целосно функционално мултиетничко општество заснована на целосна имплементација на Охридскиот рамковен договор. Потенцирањето на диалогот, медиумската слобода и независност на судството на заобиколен начин ја лоцира се вкупната одговорност за неповолните состојби во наведените сфери во владата на ВМРО ДПМН ДУИ ДПА. Овие заклучоци, проширени и надградени, се дотолку поинтересни бидејќи се совпаѓаат со скандалозните судски одлуки против СДСМ и службените барања од страна на новата генерација на празноглави пратенички на ДУИ за воведување на медиумска цензура. Тоа е колумната на Зеколи под со насловот Машала трет предуслов. Продолжуваме со колумна на Александар Русјаков, кој вели да ми се фатите за Путин и потенцира дека сака да каже дека тука мисли на спокојот, дека на тоа мисли кога вели кога тој спокој го споредува со Путин. Русјаков, кој е познат критичар на НАТО и на НАТО, политиката на НАТО сојузот, вели дека тој не е прв пат тоа да го критикува и го вели следното. Што сакате друго да ви кажам? Сакате да зборуваме за македонската надворешна политика? Незини приоритети се Европската Унија и НАТО. Врвни приоритети. Епа тоа е глупа политика. Ако ова вас ве бони, нели, оти вие од дното на душата го мразите Груевски, јас во дното на душата имам пофалби и замерки за Груевски, бидејќи јас го сметам како човек од крв и месо, а вие како символ на злото, вие го сметате за врвно зло. Јас го сметам за способен политичар со чии ставови не секогаш се согласувам. Тој премиерот Груевски сака да не внесе во ЕУ и НАТО, добива позитивни ЕУ извештаи, учествува во НАТО окупации, вие се уште го мразите, а средновековно догматски ги обожавате Европската Унија и НАТО. Јас секоја колумна се расправам со нив. Вели Русјаков во неговата колумна да ми се фатите за Путин, во која меѓу другото го критикува НАТО. Емисијата сега ја продолжуваме со реакциите околу поставувањето на нови споменици во центарот на Скопје, меѓу кои е и споменикот на Андон Ќосето, кој според историјата бил платен убиец за тогаш организацијата на тогашната ВМРО. Голем дел од новинарите, дел од невладините организации веднаш реагира на поставувањето на ваков споменик во центарот на Скопје, прашуваат зошто се поставува споменик на убиец. Од друга страна има реакција на Илија Димовски од ВМРО ДПМН, кој вели дека не му е јасно зошто се реакциите се работи за историска личност, се работи за револуционер кој се е борел за својата кауза. Почнуваме со реакција на Никола Наумовски од плоштад Слобода. Наумовски на својот Facebook профил напишал: додека се правиме шокирани од очигледната вистина што ни ја кажа Најчевска, заборавивме да провериме кои се ликовите на коњи што ни ги тупнаа викендот низ градот. Посебно интересен е ликот поставен пред судска палата, Андон Ќосето. Имено човекот е епитомија на ВМРО-вското сваќање на судството. Ќосета, или меѓу блиските познат како Касапот, го има убиено својот брат на своја иницијатива. Го има скинато Христо Цицов, изнудувал пари од села во Гевгелиско и Кукушко. На чорбаджијата кој не икел да му плати, морал да му го киднапира синот 25 дена за да добие 1000 лири. И сево ова го има на неговата страница на Википедија. Кој знае уште што може да се ископа за Касапов?
Човекот кој некогаш пресудувал со куршум, ограбувал, киднапирал и изнудувал, денеска стои пред судска палата. Некој е глуп овде, а јас не сум. Тоа го пишува Никола Наумовски, а еве го ставот на Илија Димовски, исто така објавен на неговиот Facebook профил. Им сметал Андон Ќосето, зашто Тивко ги извршувал сите наредби на Гоце Делчев, Дамјан Груев и Јане Сандански. Што требало да прави и тој и војводите? Да формира невладина организација, да побара грант од Сорос, да тера семинари, да наплатува хонорари. Секоја борба во историјата на нашиот народ и на сите други народи подразбира и жртва и само жртва. Зар другиве народи околу нас и низ Европа до својата слобода дојдоа делејќи цвеќе и чоколади на освојувачите и окупаторите? Опасна теза и опасна пропаганда е ова. По оваа логика и војводите, и партизаните, и гемиџиите, и ајдуците, и востанијата и буните се резултат на крвопролевање и не треба да се слават. Тоа е ставот на Илија Димовски, а еве го и оној на Бранко Геровски, новинарот, кој го преобјавува фотографија од Никола Наумовски и вели: "Се извинувам, касапот не е на конј. Прикажан е со неговиот касапски нож, како тукушто да завршил со некое колење. Повеќе инфо од Википедија за Андон Ќосето имате на следниот линк." И тука се посочува линк на магазинот Глобус, кој опширно напишал кој бил Андон Ќосето. Еве го и тој линк, го најдовме, па така Глобус магазинот пишува: "За 100 години убил 100 луѓе." Терористот Андон Ќосето по налог на ВМРО ликвидирал турци, гркомани, србомани и предавници на организацијата. Андон Ќосето било еден од најпознатите терористи на ВМРО во првите години по низиното формирање. Колку луѓе убил по налог на организацијата тешко може да се каже. Ако се суди според тоа што самиот го раскажува во своите спомени, станува збор за повеќе десетици. Живеал 100 години и убил 100 луѓе. Ликвидирал турци, гркомани, србомани, но и предавници на организацијата. Секоја наредба на ВМРО ја извршувал без поговор. Таму кај што ќе загустеле работите на теренот, каде што требало да се расчистал сметките за тие што му создавале проблеми на народот, го испраќале Ќосето. Често убивал и од свој кеф, а еднаш кога посегнал по животот на двајца попови, прогрчки и пробугарски еден учител, Јане Сандански му испратил остро писмо и побарал да престане да убива попови и учители, зашто ќе му требаат на македонското дело. Ќосето го ликвидирал и сопствениот брат, кога турската потера во потрага по него ќе го земе со неа во Солун, за да им открие каде се криел. Тоа е текстот на Глобус: "За 100 години убил 100 луѓе" за Андон Ќосето. Тука го завршуваме овој блог и продолжуваме со пораките повод независноста на Македонија. Значи нема тука да ги читаме оние церемонијални пораки кои честитаат независност, кои ги имаше многу, дојдоа од сите страни. Ќе видиме некои кои имаат посебен осврт, посебен агол, кои зборуваат за состојбите, кои зборуваат за случувањата. Еве, на пример, почнуваме со статусот на професорката Мирјана Најчевска, која вели: "Македонија е држава 60, море 70 години, а не 23. Македонија имаше свој устав и своји државни институции и своји закони пред 8 септември 1991. Македонија не празнува ден на независност, ниту на државност, ниту на создавање, туку на осамостојување од федерацијата во која пред тоа постоела заедно со другите рамноправни држави на таа федерација. Доста бре лажете и ја менувате историјата." Тоа е ставот на професорката Најчевска. А еве сличен статус и на новинарот Миодраг Мишолиќ, кој вели: "Го сакам овој празник, зашто е еден од ретките околу кој не се делиме.
Ама не можам, а да не направам една паралела. Во првите 5 години по ослободувањето и помалку од 5, но ајде нека биде толку, се создадени сите значајни институции од културата и образованието, клучни за националниот идентитет, Народен театар, опера, балет, библиотека, универзитет, издавачки куќи, радио. И тоа во услови на сиромаштија, заостанатост, неписменост, изолација, комунистичка диктатура, поствоен реваншизам. А што направивме со културата и образованието во овие 23 години самостоен демократски развој, во наводници? И не е дека тогаш знаеле повеќе. Напротив, знаеле помалку, но имале желба да направат нешто добро и убаво. Сакале да направат и затоа направиле. Тоа е разликата меѓу тогашните и сегашните луѓе на одговорни позиции, повторно во наводници. Сепак среќен 8 септември. Тоа е Facebook статусот на Миодраг Мишолиќ. Продолжуваме со колумна на Кире Наумов од СДСМ, објавена на неговиот блог, која е насловена 23 години пораз. Мислам дека нема што посебно да се објаснува поентата на неговата колумна, јасен е насловот и еве што вели Наумов. 23 години независност, 23 години кои може да се опишат со само еден единствен збор, кој на литературен македонски се спелува и чита како пораз. После 23 години, на овој 8 септември, ние мораме да се признаеме дека сме политички, морално, секако и воено, а пред се економски поразени. Ова е Македонија која слави годишници на независност повеќе од половина од битисувањето низ комунистичка СР Македонија, а нема храброст да го признае својот пораз. Ова е Македонија која не може да разбере дека шансите да станеш држава не се повторуваат. Ова е Македонија која мора постојано со една нога во Брисел, која постојано е со една нога во Брисел и Вашингтон, а со друга во Москва, Пекинг и Анкара. Тоа е статусот на Кире Наумов, 23 години пораз. А сега продолжуваме со колумна на Тони Науновски. Таа исто така вели дека Македонија нема причина за радост повод независноста, но Науновски тоа го вели од други причини. Тој има друг агол, имено Науновски е познат како остар критичар на вклучувањето на ДУИ во владата. Тој цело време бара ДУИ да не влезе во владата, да не учествува и вели дека тоа е поради тоа што ДУИ има екстремистички и големо албански амбиции и дека во Македонија треба да се направи влада без албанскиот фактор. Овој пат Науновски реагира на тоа што некои медиуми објавија дека при посетата на споменикот на мајка Тереза во Скопје, челниците на ДУИ бараа да се отстрани македонското знаме. Тие тоа го негираа, но сепак знамињата беа отстранети и сега не е познато од кого. Па така Науновски пишува: 23 години независна Македонија, отпор наместо радост. Ние македонците и немаме баш многу рационални причини за радост и прослава. Кој знае зошто? Некои државни функционери очигледно имаат како на пример актуелниот претседател на Република Македонија, кој замислете во својата честитка до нас за празникот пишува дека денес требало да бидеме горди што успеавме да ја изградиме Македонија како демократска држава во која владее правото. Просто нормален човек, македонец во Македонија, нема да знае дали да се смее или да плаче на оваа флоскула во која Македонија владеат правото и волјата на народот. И за да биде докрај трагично, ова е кажано во исто време додека среде центарот на Скопје, главниот град на оваа демократска држава во која владее правото во наводници, државни функционери ги тргнале државните македонски знамења од споменик или барем дале таква наредба. Останува нејасно зошто во МВР немаше јавно соопштение, ако воопшто и го регистрирале овој настан. Тоа е колумната на Науновски, отпор наместо радост.
Тука ги завршуваме трите главни блока од трета порта и сега продолжуваме со останатите реакции, останатите анализи, останатите колумни кои беа прилично интересни во изминатата недела и кои таргетираат различни политички случувања. Еве го, например, Facebook статусот на професорот Мирољуб Шукаров, кој реагира на пишување на весникот Дневник. Па така Шукаров на својот Facebook профил напиша: И сега во денешен Дневник читам дека сме биле многу подобри во судскиот систем од многу земји членки на Европската Унија. Демек, тие треба да се подобруваат, а не ние. Се чудам и не ми се верува. Зарем сега почнавме самите да се убедуваме дека нема потреба од никакви реформи? Според Меркел, реформи ни требаат и тоа на сите од Балканот. Дека сме постигнале и економски максимум, подобри сме од скоро сите земји во Европската Унија. Дека сме лидери по конкуренција, се убедуваме дека институциите ни се подобриле во однос на претходното мерење, дека инфраструктурата ни е перфектна, дека бизнисот има фантастични можности. Дека земјата напуштаат младите, исто како и во другите европски земји, дури и повеќе. Дека, 3 точки. Размислувам и заклучувам дека нам ни треба стап и тоа некастрен и дека треба добро да се употреби. Тоа е статусот на професорот Мирољуб Шукаров. Продолжуваме со колумна на Владко Ѓорчев од ВМРО ДПМН, кој зборува за тема која често ја обработува, а тоа е наталитетот. Вели нешто што треба отворено да се каже во насловот, а еве дел и од неговата поента. Ние не се соочуваме со демографска криза или со пад на наталитетот. Тоа е вест што е стара барем 30 години. Падот на наталитетот беше актуелен во 70-тите или 80-тите. Сега веќе можеме да зборуваме за демографски амбис, односно демографски распад. Како поинаку да се опише падот во бројот на родени во некои општини од 60, 70 или 90%. Падот во некои општини е 60. Например, општина Македонски Брод во 62 имала 516 родени бебиња, а во 2013 само 41 родено бебе. Тоа е пад од 92%. Рецесија од 92%. Македонски Брод има голема површина, огромна територија која се празни од население. Една споредба, во 62 Македонски Брод имала 516 бебиња, денес Охрид има 56.000 жители, а во 2013 само 535 родени деца. Тоа е дел од колумната на Владко Ѓорчев, нешто што треба отворено да се каже за наталитетот и намалувањето на бројот на население во Македонија или во некои општини во Македонија. Продолжуваме со коментар на Лепа Ѓоргиева од Дневник, кој се однесува на пратеничката на ДУИ Ермира Мехмети, која отишла на студиски престој во Соединетите Американски држави, во исто време додека зема плата од Собранието. Пак Ѓоргиевска пишува: Собранието е законодавен, а не социјален дом. Студискиот престој во Соединетите Американски држави, каде што ќе ја подготвува својата докторска дисертација пратеничката од ДУИ Ермира Мехмети, на неколку месеци ја оддалечи од работата во Собранието. Не е прецизирано колку време ќе се задржи во Америка, но познато е дека пратеничката плата од 1000 евра секој месец ќе легнува на сметка. Таа вели дека ќе се врати на време, сакајќи индиректно да каже дека нема да го изгуби пратеничкиот мандат поради отсуство. Пратеничката плата, иста како и сечија друга, се следува еднаш во месецот и тука нема ништо спорно. Мехмети е само повод, плюс да се забележи дека на Собранието ова константно му се случува. Пародија е токму тие што ги предлагаат и гласаат законите, што ги штитат работниците и нивните права, гарантирајќи им плата, со месеци да не се појават на своето работно место. Накусо недозволиво. Собранието е домот на демократијата, место за дебата и политички ревалство, а не социјална служба, и така треба да остане. Пратениците мора да го сватат тоа сите, без исклучок. Оте замислите каков хаос би се создал кога сите би почнале да го прават истото без разлика на работната позиција. Тоа е коментарот на Ѓоргиевска: Собранието е законодавен, а не социјален дом.
Продолжуваме со анализа објавена на порталот Окно за најавените здравствени слободни економски зони во кои треба да се оствараат странски болници. Порталот Окно вели дека во однос на овој проект треба да се постават следните прашања. Бидејќи се работи за една поширока анализа со повеќе елементи, нема да можеме да ја видиме цела, затоа ќе ги видиме само упатените прашања кои ја одразуваат и суштината на анализата. Па така и насловот е таков. Цел куп непоставени прашања за слободните здравствени зони. Еве го, прашањата се следни. Зошто токму сега се промовира овој проект кој треба да започне да се реализира дури по 2 години? Зошто не е консултирана стручната јавност? Дали е потребно или дали е возможно здравството да ни ја спасува економијата? Тука прашањето е тоа дека странските компании кои ќе одлучат да градат ќе добијат финансиска поддршка, а и тоа дека тоа се потенцијални инвеститори. Која е ползата за македонските граѓани од сето ова? Потоа, кој ќе работи во овие болници или подобро речено, дали ќе останат лекари во државните здравствени објекти? Ова прашање особено се поставува бидејќи е познато дека во здравството веќе подолг период постои одлив на специјалисти, на искусни здравствени работници, кои освен во приватните клиники, голем дел заминуваат во странство. Според последните податоци, преку 400 лекари заминале само во странство. Специјалисти. Исто така тука е и која е врската на Министерството за здравство во однос на овие здравствени слободни зони. Продолжуваме со редовната колумна на Горан Михайловски, главниот и одговорен уредник на Вест. Значи, сакам да кажам, не верувам дека некој веќе има на кого не му е позната таа колумна. Таа таргетира повеќе работи, секоја неделя се објавува, има еве за повеќе елементи. Ние ќе ја прочитаме последната точка. Значи, колумните на Горан Михайловски секогаш се напишани на ироничен начин и преовладува еден хумористичен дух. Што ми е жал што не сум веќе дете. Оти сега децата во Македонија биле најсрекни на светот. Имало такво истражување на британска невладина организација која анкетирала деца во 39 држави во светот. Анкетарите ги прашувале децата за семениот живот, пари, здравје, излегување, училиште. Најсрекни се децата од Македонија, Холандија и Ерменија, а најнесрекни се децата во Канада, Соединетите Американски држави и Турција. Јас мислам дека кај нас децата се најсрекни од имаат голема важност во општеството. Деца ја водат државата. Каде во светот има деца што се министри, амбасадори, директори? Ај што се деца, туку не стареат. Не за џабе и по 23 години независност уште не викаат влада демократија. Тоа е колумната на Михайловски, сакам да кажам, напишана во негов познат стил, а емисијата ќе ја завршиме со коментар на Коза Ностра на сатиричниот неделник, кој исто така се однесува на министер за здравство. Имено Коза Ностра тука зборува за една појава која се појавува во изминатиот период и која особено е актуелна на социјалните мрежи. Имено се работи за добро познатото предизвикување во однос на прочитаните книги или на англиски Book Challenge. И тука Коза Ностра зборува еве што, значи ова е, се разбира, пара вест, измислена, хумористична вест, што одговорил министерот за здравство Никола Тодоров, кои му се омилени книги. Никола Тодоров, предизвикан од Гордана Јанкуловска, Book Challenge. 1. Љубов во време на колера. Маркес, Чума од Алберто Ками. 3. Нечиста крв од Боро Станковиќ. Диво месо Горан Стефановски. Доктор Живаго. 6. Лебарка, Рави Хаш. Црвената смрт Едгар Алан По.
и не ми декнува други сори, следни Никола Груевски и Зоран Ставревски. Значи, оваа паравест, министерот Тодоров ги предизвикува своите колеги. Со ова ја завршуваме оваа емисија на Трета порта. Емисијата следете ја секоја среда во 19 часот и 15 минути. Исто така, знаете дека Трета порта има своја Facebook страница, која можете да ја лајкувате и каде можете да ги оставите своите коментари. Останете со програмата на 24 вести и не го заборавајте мотото на Трета порта, дека ние не ви кажуваме како да размислувате, туку ви ја прикажуваме големата слика.